Добар ден, почитувани. Војната во Украина и санкциите на Западот врз Русија, која неиспровоцирано изврши инвазија врз нејзиниот сосед, го нагласија прашањето: што со редовното снабдување со руски газ во Европа? Кризата, според некои, може да доведе и до позабрзано изнаоѓање нови патишта и обновливи извори на енергија. Каде Македонија го гледа ублажувањето на проблемот? Гасификацијата на Македонија беше еден од приоритетите на владите во претходниот период. Но војната во Украина го нагласи проблемот со високите цени и континуираното снабдување со овој енергенс. Во Македонија нема извори, ниту пак складишта на газ. Како алтернатива сега се спомнува американскиот течен газ. Газ што се користи во Македонија е руски, но земјава е многу мал потрошувач на природен газ за разлика од европските земји. Целиот газ што се увезува во земјава доаѓа преку Бугарија и Турција, преку еден гасовод кај Девебаир. Алтернативите пак засега се на хартија. Се планира гасоводно поврзување со соседна Грција, како и инвестиции во гасна централа и постројка за гасификација на течен природен газ во Александрополис, во кој Македонија треба да има удел. Со овие проекти, Македонија нема да биде зависна само од руски газ. Алтернативата за која сега најмногу се разговара е американски течен газ. Ќе биде спора постапка, не верувам дека ќе биде веднаш брза, и дека годинава би можеле да го очекуваме, али камо среќа да грешам и да стигне брзо во Македонија. А втора работа, верувам дека ќе биде поскап од рускиот газ, кој што значително ќе дигне цената на гасификацијата во државата. Најбитната работа што мора да се знае е дека државата треба сериозно да преземе мерки и доколку тоа не го направи веднаш и брзо, може од граѓаните да очекува дека следното зима ќе останат без грејење во градот Скопје. На територија на Македонија нема извори на газ, ниту пак складишта. Земјава нема ни нафта, ниту пак сама си ги задоволува потребите за струја, а не се доволно искористени ниту алтернативните извори, како фотоволтаици, ветерници, мали хидроцентрали. Цената на енергенсите вртоглаво порасна во последните неколку месеци. Доправа не очекува криза, вели Манасков. Во однос на електричната енергија, како што ни јавија на нас од Европска комисија од Брисел, дека наредните година-две ќе расте цената, како што ќе расте цената и на горивата, и најдобро е граѓаните да почнат да се спремат сами на свој начин да се обезбедат можности за производство на сопствена количество на електрична енергија, колку што можат. Дали тоа ќе биде од ветерници, дали од фотоволтаици. Во најголем дел струјата кај нас се произведува од јаглен, потоа се користи хидропотенцијалот и сосема мал дел од алтернативни извори. Директорот на ИСМ Васко Ковачевски вели дека во овој момент Македонија нема алтернатива на јагленот, но се планира постепено затворање на блоковите на рек Битола до 2031 година. Исто така ќе се постават фотонапонски електрани со капацитет од 280 мегавати, кој што ќе биде субституција на повеќе од еден блок на рек Битол кој што сега произведува, и исто така да субституција за другите два блока да биде когенеративната гасна електрана со капацитет во почетокот од 250 мегавата, потоа да се зголеми на 400 мегавати. Професор Ристо Филковски од Машинскиот факултет во Скопје вели дека државата не треба да брза со напуштањето на јагленот. Тоа зелено сценарио може сериозни последици да изроди кај нас. Значи, мојот став е дека нам ни треба еволутивна транзиција кон зелена енергија постепена, значи не брзо затворање на објектите. Македонија користи руски газ од 1997 година, но искористеноста на капацитетот на гасоводот во минатите години не беше ниту до половина. Рекордна година е минатата, кога се потрошени околу 400 милиони кубни метри газ или половина од капацитетот на гасоводот. Например, во Македонија по жител се користат 200 метри кубни газ, а во Германија таа количина е 7 пати поголема. Во Германија пак, која се уште се колеба во врска со ембаргото на Европската Унија за увоз на руски газ, потрошувачите сметаат дека намалувањето на употребата на овој енергенс дома ќе биде голем и болен предизвик. Сепак има и такви кои во оваа криза гледаат шанса германската влада повеќе да им се посвети на алтернативните извори на енергија во земјата.
Себастијан Цугер и неговата сопруга почнаа да се прашуваат од каде всушност е гасот што го користат секој ден и како да ја намалат потрошувачката. Die steigenden Preise sind das eine. Das andere ist natürlich, dass man sich plötzlich anfängt, Gedanken darüber zu machen, wo kommt das Zeug, wo kommt das Gas eigentlich her und drüber nachdenkt, ob man da nicht was anders machen kann, ob man nicht was sparen kann oder eben eine andere Energieform nutzen kann, um Sachen heiß zu kriegen. По години просперитет од рускиот увоз на енергија, Германија е згрчена од дебата за тоа како да се размрда деловниот однос за кој критичарите велат дека ја финансира руската инвазија врз Украина. Русија обезбедува 40% од потребите за газ на Европа. Und baden auch gerne und natürlich, das läuft bei uns alles auch durch die Gastherme. Insofern haben wir jetzt kurzfristig da auch keine Möglichkeit, Gas einzusparen, außer wir waschen uns nicht mehr. Aber natürlich macht man sich jetzt auch Gedanken, die Gastherme ist noch relativ neu. Was ist da jetzt das Richtige? Schmeißt man das Ding wirklich schon raus? Владачката коалиција на германскиот канцелар Олаф Шолц се чини дека е поделена во врска со забраната за увоз на руска енергија, додека се зголемува притисокот врз европските лидери да воведат повеќе казнени санкции за владата на претседателот Владимир Путин, соочени со се поголеми докази за злосторствата врз украинските цивили од страна на руската армија. До инвазијата врз Украина во февруари, зависноста на најголемата европска економија од ефтината енергија од Русија, делумно наследство од студената војна, властите не ја сметаа за проблематична. Сега германските политичари велат дека тоа може да загрози безбедноста на земјата и дека сака да ја одвикнат Русија од руските енергенси. Wir sollten nicht wieder den Fehler machen, uns auf einen Staat, auf eine Region mit allem, was wir haben, zu konzentrieren. Wir müssen es breiter aufstellen. So agiere ich ja nun die ganze Zeit. Паоло Алимонта од Келн ја гледа актуелната дебата за енергија како шанса за обновливите извори на енергија. Тој верува дека тоа ќе биде многу болно, особено за оние со мали приходи. Es ist auch eine sehr traurige Situation für viele Leute, die wirklich auf jeden Pfennig achten müssen. Ne? Und das wird jetzt echt schmerzhaft. Und auch da kommt wieder die Bundesregierung ins Spiel. Steuersenkung auf Energiepreise, Hilfen für Lebensmittel, was auch immer, da muss geliefert werden. Also wenn man 9 Milliarden an die Lufthansa zahlen kann während der Corona-Krise, kann man bestimmt auch 9 Milliarden jetzt einfach mal raushauen und an die Verbraucher geben. Ne? Според него, германската влада сега е принудена да собере многу пари, многу брзо, за да внесе многу обновлива енергија во земјата. Ich sehe das eher als eine Chance. Ne? Also wir haben ja jetzt immer von der Energiewende gesprochen und gelabert und ich hatte die Befürchtung, dass es so ähnlich ist mit vielen anderen Themen, dass man das parteipolitisch ausbeutet und dann letztendlich nichts bei rumkommt. Ne? Und jetzt ist es so, jetzt ist der Druck wohl, also größer kann er gar nicht sein, ne? Weil die Mehrheit der Bundesbürger immer Autofahrer sind. Und auch die Energiepreise für die Leute, die in Wohnungen in der Stadt wohnen, einfach wirklich krass gestiegen sind. Glaube ich einfach, dass jetzt die Bundesregierung gezwungen ist, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, um ganz viel und ganz schnell und bürokratisch erneuerbare Energien ins Land zu holen. Ne? Економските аналитичари велат дека Германија ќе се соочи со голема рецесија доколку престане да увезува руска енергија. Толку во ова издание на темата на неделата. Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.